Како што реков, значи, моето процедурално обраќање е по повод што грубо се прекршени, значи, и член 70 и член 77, тоест не се прекршени од ваша страна, повеќе се измешани. Претходно јас кога земав збор за да го дополнам дневниот ред, бидејќи нашиот закон е уредно поднесен до архива по член 70 став 2. Значи, што значи тоа? Бидејќи е поднесен материјал во писмена форма, јас требаше да добијам 10 минути, а ја пак добив 3 минути од вас, што значи уште у старт го прекршивте член 2, став 2, пардон. Сега, значи, истиот овој закон на 17.5 е поднесен, на 73-та седница, 17.6 беше прв обид да се стави на дневен ред. Значи, пленумот нема гласано дали треба да се продолжи скратената постапка на овој закон. Ни тогаш, а ни сега. И тоа е јасно, затоа што тие две постапки се дефинирани со два различна члена. Имено, со претходните членови кои ги кажав. Значи, член 70 и член 71. По член 70 став 1, пратеник има право, значи, да внесе нова точка. По став 2, 10 минути образлагање, ако е поднесен уредно до архива, вие тоа го кратите на 3 минути. А по член 171, став 1, пленумот се изјаснува дали тој закон треба да иде па натамошна постапка. Што значи имате мешање на два члена на член 70 и член 177 и нивна редукција. Имате и у двата случаја право пратеник да се обрати 10 минути, а вие го кратите времето на 3 минути. Мене ми јасно од каде тие 3 минути. И пак ќе кажам, нема тука запис каде што нашиот закон се има најдено на дневен ред. Значи, сите или стенограм нема. Единствено нешто е два пати пленумот има одбиено да се најде на дневен ред, а не бил на дневен ред, па бил одбиен во понатамошна постапка. Со ова е најгрубо прекршено основното право на пратеникот. Значи, по член 77 од Уставот и по член 132 од Деловникот, ние да предлагаме закони. Значи, тука заради политички причини, мене и на колегата Апасиев и на уште некои тука колеги ми ускратено уставното и деловнички загарантираното право да предлагаме закони. Ние предлагаме закони, тие закони идат у процедура, само на вас ако ви се сака. Неколку закони веќе се закочени, на овој начин, на сличен начин, декларации имаме закочени, резолуции имаме закочени, кои што не треба да идат до комисија. Сега, ако се работи за декларации и резолуции предложени од левица, сега се закочени во комисија. Значи, ве молам да ми одговорите како е можно пленумот да гласа за две работи истовремено.